Фијаско. Така во еден збор може да се опише економската политика на СДСМ во изминатите години. Џабе вие се што зборувате, свртате се лево од ваша страна, прво зборуваме за буџет, нема тука представник од Министерство за финансии. Кога се тие незаинтересирани, тогаш што да продолжиме па понатака и за што да зборуваме. Две работи ги замолувам луѓето од Центарот за комуникации на СДСМ малку покреативни, нека бидат 7 години скисна Скопје 2014, вашиот штаб, ворете. Ете, за тоа не направивме влада во 2016 и покрај тоа што победивме. Дајте бе луѓе нешто ново. 7 години сте на власт. Истите работи ги зборувате. Вака како што ве гледам тука од месата каде што дојат кој од кој сликички албум за фудбалери може да направиме со пораз колку сте изгубиле на избори. 5,5 милиарди евра имаме буџет за наредна година. Што ќе остане за оваа држава? Престанете со читање на тие проекти. 7 година сте на власт. Дали ќе се направи некој нов автопат? Па вие, колешки, секој ден доаѓате од Гевгелија тука, се возите по нови автопати, па не ли е срамота да зборувате за претходното време на ВМРО ДПМН? Па ете, сега од наредната година повеќе нема да бидете на власт. Колешката Ангелинка, кога иде кон Гевгелија, зашто да се сети да ви искритикува кога ќе дое, еве, кога ќе се смени власт? Па дајте не го подценувајте овој народот толку, зборувате за пензии, зборувате за плати, сега сте се обиделе како партија да менувате страницата, ајде ќе се фалиме за економските успеси. Па мене ми е срам кога го читам Јован Деспотовски како збори за странски директни инвестиции. Па Димитар Ковачевски вчера зборува за подобрување на економска состојба, Сабајле ја поскапев се струјата повторно. Па не за субвенции, па 100% вие ја покачевте струјата, треба 150% да ја субвенционирате затоа што штета направивте на овие граѓани. Па креативно било, па Бислимовски ќе ни објаснува, по уставот го почитувал законот, 200 денари фиксно давачка нова воведувате на секоја сметка на електрична енергија, господи. Што е тоа? Тоа е социјален систем, тоа е помагање на граѓаните, 200 денари секоја сметка, без разлика што сите блокови поскапуваат. Вели министерот за економија, се подбивате со граѓани, ве ги подценувате. Тој што плаќа, вика, струја до 2000 денари ќе му биде поевтино. Има ли некој што плаќа струја за сметка од кога СДСМ е на власт 2000 денари? Не постои такво домаќинство. Дајте, извадете ги розевите очи. Зборувате тука за буџет дека ќе се троши овака така, кажете за струјата. Не ми зборувајте тука субвенции, кои субвенции кога ја покачивте над 100% струјата. 4 блока поскапени, 200 денари честитка од 1 јануари, па Бустимовски ќе ни кажува, го почитуваат уставот. Фијаско и катастрофа. Ова што вие го направивте економски на оваа држава, народот нема да му текне наредни 16 години да заокружи за вашата партија. Никогаш посиромашен народот не бил од тоа што сега е. Па вие успеавте да го надминете и бранковиот економски тим кој што ја донесе транзицијата на оваа држава и 200.000 луѓе избрка на улица. Срамота е, ве молам, престанете со подценување на граѓаните.